да имавме ние наши рудници, немаше да плаќаме поскап јаглен од увоз и да ги богатиме фамилии кои што биле 2 години на власт. Мора да има оваа држава рудници. Не постои друга нормална логика. Мора оваа држава да има рудници, мора да се гради, мора да се индустриализира, мора да се отвараат фабрики, мора да се работи земјоделието, мора да се обработува земјата, мора да се работи, мора да се инвестира во туризам, мора да се прават хотели во национални паркови, мора да се прават туристички атракции во националните паркови, мора Охридското езеро да се искористи, да му се искористи потенцијалот, мора Преспанското езеро да му се искористи потенцијалот, Дојранското езеро да му се искористи потенцијалот, Националниот парк Галичица, Националниот парк Мавро, Со еден збор сите природни ресурси треба да ги искористиме. Шампанина, Кожув, се мора да биде искористено максимално, да му се искористи потенцијалот. За да бидеме држава која што произведува, која што има висок животен стандард, која што има пари, во која што луѓето имаат високи плати и така натака и така натака. Тука мислам би требало некаде да го завршиме моветот. Глупаво е, ретроградно е и стварно неинтелигентно да се збори дека не треба да се индустриализира државата. Ако некаде да се индустриализира државата, има држави, има таму Ботсвана. Земјоделски и рударски активности се две различни работи. Стварно, различно се земјоделие и рударство? Стварно, треба и тоа. За инат не требало. Зашо да не треба? Апсолутно треба. Треба да се искористат 350 дена сонце, се произведува струја. Светот треба да се искористи. Како иначе ние ќе бидеме просперитетна и богата држава? Само ќе имаме ние 350 дена и како духовно богати ќе бидеме, пошто имаме 350 дена богати со D витамин ќе биде. Кои држави се богати? Тие што ги користат ресурсите кои што ги имаат, паметно ги користат, ги индустриализираат, ги ставаат во употреба. Тие сите ресурси Господ ти ги дал за да ги користиш, за да имаш среќен живот, исполнет живот, не да ги гледаш од страна.